Интересно е да споменеме дека во олтарниот простор на северниот зид по нарачка на главниот дарител и ктитор Михајло Петков е насликан портретот на Купен, син на Михајло Петков и на Стојна од Битола, кои повторно се споменуваат за ктитори во надписот што е испишан кај нивниот млад син Купен. Надписот гласи: Представи си ја раб Божи Купен в лето 1599, син Кир Михајлов, и Стојне од града Битола, ктитор манастирски. Синот на Михајло и Стојна од Битола, Купен, според надписот, умрел во 1599 година. Представен е како младо момче во цел раз со декоративна црвена горна облека, односно во световна свечена долга облека, која одспреди, од средината, е со ред бели копчиња. Тој во двете раце држи бела шамија. Фреските во олтарот се сликани повеќе во становената шема од претходните векови. Наиздола, во олтарната апсида, се представени светите архиереи како учесници во божествената литургија, со бели фелони, а на нив многу црни крстови. Тоа се свети Атанаси и свети Василий од едната, а свети Јован Златоуст и свети Григорий од другата страна на конхата. Над нив е монументалниот лик на Света Богородица со малиот Христос пред неа. Во наосот на црквата се насликани портретите на светите војни Свети Прокопиј, Свети Нестор, Свети Димитрија и Свети Ѓорги. Но тие не се облечени во војничка облека, додека Свети Никита, Теодор Тирон и Теодор Стратилот се со благородничка облека наметка и бели раскошни капи. Тие в раце држат жезол. На јужниот зид се ликовите на мачениците и спосниците, меѓу кои и Свети Ефтимиј, сите представени во монашка облека и во цел раст. Видно место во наосот на црквата заземаат представите на Свети Петар и Павле, Христовите апостоли, живописани еден спроти друг меѓу две слепи ниши. Апостол Петар е на јужната, а апостол Павле на северната страна од наосот. Раѓањето на Богочовекот е на јужниот зид. Чудата негови, страдањата, па се до неговото распетие и воскресение, се исто така во наосот на црквата.
Во црквата значајно место му припаѓа и на стариот иконостас, кој од времето кога таа била изградена и осликана, а тоа е почетокот на 17 век. На иконостасот се поставени престолните икони на Света Богородица од левата страна од царските двери, а на десната е иконата на Исус Христос. Видно место заземаат царските двери што се изработени во плитка резба, и тие му припаѓаат на истиот период. Во горниот дел на иконостасот е поставен големиот крст со распетие Христово. Крстот е изработен во резба и е сличен на крстовите што биле работени кон крајот на 16-тиот и почетокот на 17-тиот век. Со сите карактеристики за тоа време, како што се, например, крстовите од Полошкиот манастир Свети Ѓорги Тиквешко, од Топличкиот манастир Свети Никола, од Слепчанскиот манастир Свети Јован Крстител, од црквата во село Ореовец Кичевско и од црквата Свети Ѓорги Победоносец во село Рајчица Дебарско. И покрај бурните времиња во минатото, големиот крст во Сливничкиот манастир е во добра состојба, физички неоштетен. Со најновите конзерваторски зафати од страна на конзерваторите од Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, големиот крст позлатен стои врз иконостасот со сиот сјај, како најубав декор. Во 1612 година, по 7 години откако била изградена и живописана манастирската црква, на нејзината западна страна е доградена припрата. За ова доградување и осликување на внатрешните ѕидови е зачуван надпис, во кој се содржани податоците. Согради се в лето 1612, а владичествуваше тогда Кир Матеи. Во припратата на црквата не восхитуваат многобројните сцени и композиции на Зогрефот Никола, кој својот подпис го оставил во нишата, каде што е представена Богородица над влезот во припратата од надворешната страна. Зографот во припратата го раскажал животот на Богородица, односно ги осликал песните посветени на Богородица. Тие химни се содржани и испеани во повеќе икоси и кондаци на Богородичиниот акатист.